Да ви кажам најискрено, можам да се задржам само на таа фраза се надевам, очекувам, затоа што објективно сите ние во Северна Македонија сме малку разочарани од тоа двојно говорење од страна на Европската унија како целина. Минатата година во Софија на самитот ние имаме чиста кристална формулација дека Република Северна Македонија и Албанија ќе почнат преговори, односно ќе добијат датум за преговори во јуни сега 2019. И тоа не се случи. Ние сме уверувани од највисоките германски официјални лица дека тоа е само техничко одлагање на процесот и ние тоа го прифаќаме и ќе чекаме на септемвриската одлука на германскиот Бундестаг и октомвриската на целата Европска унија. Меѓутоа го поставуваме прашањето: што ако во меѓувреме некој друг парламент исто технички причини го одлаговлечи процесот, бидејќи тамо имате одлучување на принцип на консензус. Една држава е доволно да каже не и ние имаме повторно одлагање. Зашто е ова екстремно битно за нас? Ние постојано зборуваме за историски потези, живееме во историски времења и нормално како стари добри или помалку добри балканци претеруваме во таа работа. Меѓутоа ова беше стварно последниве година-две историски период за мојата држава, бидејќи ние направивме нешто што не го направил никој во целокупната дипломатска историја на светот. Ние го сменивме името на државата. Претходно имавме друго име, поранешна Југословенска република Македонија, меѓутоа сега новото име Северна Македонија важи и внатре, во правниот поредок внатре, во нашата држава. И тоа најде на значаен отпор кај дел од нашето население, кај нашите граѓани. Не можам да кажам дека тоа не е точно. Ние постојано објаснувавме. Ние ова на нашиот електорат. Еве, јас бев пред 2 месеци во избори за председател. Кога ме прашува, мора ли ова да го направиме, зошто ова го правиме, јас реков, го велев, ние го правиме ова заради Европа, заради нашата перспектива во Обединета Европа. И сега од каја Европа? Се одложила за октомври, а ако се одложи пак за до година, еден друг податок кој сега го разговарав на средбата со црногорскиот председател Джукановиќ. Секој нов или следен член или перспективен член на Европската унија преговара подолго од претходниот. Замислете, до овој момент Црна Гора преговара цели 7 години. И се уште ги немаат отворено сите поглавја, а да не зборам која ќе ги затворат сите 30 поглавја. Значи, ако европскиот процес на придружување, само зборувам за преговарањето, ако трае 10 или 15 години, каква ја перспектива можам да нудам на мојот народ и било кој друг балкански политичар? Значи, Европската унија, ја знам дека се бави со сама себе, со нjeната внатрешна архитектура, али Европската унија мора да знае дека ние сме на Балканот генерално 30 години во транзиција. И ние мораме да видиме, ама стварно мораме да видиме светло на крајот на тунелот. Не очекувам пресврт, очекувам веројатно малку поригиден став во однос на имплементацијата на договорот. Значи, да појаснам или да преведам, не очекуваме обструкција од новата грчка влада, сега во октомври кога треба наводно да се донесе конечна одлука за отварање на преговорите, за датум на преговори. Меѓутоа се разбира дека очекувам поради нивниот познат политички став од претходно, очекувам дека наредниве години, месеци и години во рамки на преговорите по различни поглавја ќе бараат стриктна имплементација на некои одредби од договорот од Преспа, особено во делот на трговските ознаки. Имаме посебна комисија формирана која треба да ги означува сите продукти кои излегуваат од северниот дел на Грција и од Северна Македонија. И можеби во тој дел ќе бараат поригидна имплементација на договорот, кој инаку јасен и во тој сегмент. Да бидеме најасно, значи јас коментирав одлуки и во говорот сега овде во настапот на некои европски политичари кои заговараат прво трансформација внатрешна на ЕУ, па после проширување. Меѓутоа Европската унија од својот почеток до денес секој пат во паралелно ги водела тие два процеси. Значи може вие да дискутирате за внатрешната структура или подобри процедури за решавање на тие проблеми кои очигледно ги има. Европската унија не е со 12 членки, има 28, меѓутоа во исто време да се проширува. И ние не зборуваме за полноправно членство на Северна Македонија, па дури на Црна Гора која преговара, ниту на Србија која преговара. Ние зборуваме за нас, за шанса да почнеме преговори. Знаете зашто? Затоа што ние, ја тоа го кажувам на многу приеми, на многу форуми, во многу мои јавни настапи. И тоа не звучи добро кај некои националисти на Балканот, меѓутоа тоа е факт. Ние немаме големо демократско искуство во регионот, посебно Северна Македонија. Ние сме од 91 формална демократија. Ние мораме да имаме некој екстерен евалуатор во ликот и делото на неколку стари членки на Европската унија, за да можеме во клучните реформи, во правосудството, медиумите, во администрацијата, во политичкиот систем, да направиме такви реформи, следејќи ги најдобрите европски практики. Инаку сами со себе нема далеку да дотуркаме. Затоа ни треба Брисел
и системот на преговори. Значи, ние одиме во реформи многу побрзо, ако од надвор некој ни вели ова се европски стандарди и на крајот на процесот мора да штеклира, да каже ова е завршено. Или ова не е, па те враќа назад. Иначе, знаете, ако балканците ги оставиш сами на себе да се реформираат, тој процес ќе трае ужасно долго.